Фингирана постапка која има за цел да го загуши правото на искажување на својот став, предизвикување страв кај народот и замолчување. Вака го опишува целиот судски процес за настаните од 27 април адвокатот Сашо Дуковски, кој беше бранител на осудениот на најголема казна од 18 години затвор Митко Чавков. Како тогашен директор на Бирото за јавна безбедност се товареше за делото терористичко загрозување на уставниот поредок, бидејќи не дал наредба на министерот за внатрешни работи за мобилизирање на полицијата по упадот во собранието, што според Дуковски е тотално неточно. Адвокатот е дециден дека токму СВР Скопје ги имало надлежностите за тоа колку полициски службеници се потребни за обезбедување на парламентот. Првиот човек на СВР Скопје е должен тоа да го процени, да се обрати до Митко Чавков. Ако Митко Чавков не му даде доволен број на службеници, тогаш можеме да збориме за, како директор на БЈБ, тогаш можеме да збориме за некаква одговорност. Но во овој случај они не можат да ја најдат така наречената, тоа се вика бланкетна норма, односно норма која што ја сгрешил Митко бидејќи не ја сгрешил? Па не сгрешил. Судскиот процес заврши со правна невидена небулоза во досегашното македонско правосудство, бидејќи едни беа осудени за упад во толпа, а други за тероризам, коментира Дуковски. Како бранител на Чавков знаел дека тој бил таргет во овој предмет, еден ден по упадот на демонстрантите во собранието, кога тогашниот председател на СДСМ му порачал да бега. Очекувам веднаш и одма оставка од Митко Чавков и нека бега подалеку. И не е апсурден само случајот со Чавков. Секоја пресуда би требало да се заснова на докази искажани на главната расправа, а не на, како што вели Дуковски, нарачани фингирани сведочења, кои се преточиле во драконски казни. Тие луѓе се заборавени таму 5 години, се во затвор. 50 нека бидат, ако тоа навистина го заслужиле. Но со кое дејствие? Со кое образложение? Вие можете да напишете и 5 пати поголема пресуда. Но ова е нонсенс. Ова е правен нонсенс. Ова беше класична проституција и класично ништење на све што се нарекува право. Дека судскиот процес за настаните од 27 април е црна дамка во македонското правосудство, покажува и тоа што се изучува на странски универзитети како негативен процес. Дуковски направи паралела на овој случај со случајот во САД, каде демонстранти упаднаа во Капитол Хил. 5 мртви и многу повредени беше епилогот од настанот, во кој дел од демонстрантите има и оружје. Највисоката казна за тие дејствија беше до 5 години затворски казни.